Во политиката има една фраза која е чиста вистина. Ако сакаш нешто да забошотиш, формирај комисија. Ова СДСМ и ДУИ си го имаат земено здраво за готово. Си ја ишкаат мувата од главата, што би се рекло. Во ситуација кога за прв пат институциите сериозно си ја вршат работата за трагедијата во Кочани, тие бараат во собранието да се формира анкетна комисија. Се сеќавате каков циркус беше тоа кога слична ваква комисија се формираше за скандалот со онкологија, се караа, се расправаа, изготвија некој извештај и никому ништо. Тој извештај ниту суд, ниту обвинителство има обврска да го прифати и процесуира. Сега сакаат истата игра да ја повторат. Да се наметнат како некаков фактор, да седнат на маса и тие да кажуваат кој е виновен. Замислете, ДУИ и СДСМ да кажуваат кој е виновен и што треба да се направи. Па нив живи луѓе им изгореа во модуларната болница во Тетово, гореа луѓе и во автобусите на Дурмо и на Бесатранс. Тогаш не видовме анкетна комисија. Уствари да, кабелот беше виновен. Ама па што требаше тогаш да направат? Да се полеат со бензин? Што треба, сите да се посипаме со пепел или со бензин и да се запалиме? Бензин сега не помага, туку одговорност, и тоа од сите партии, без исклучок. Тоа ги боли СДСМ и ДУИ, дека во притвор има и нивни луѓе, па сакаат одблиско да бидат во тек, ако има следни апсења. Многу им е гајле за жртвите. А ќе има нови апсења, истрагата ќе се проширува, па до каде доведе до там, веќе нема назад. ДУИ пак оди чекор напред и бара во комисијата да бидат вклучени и странски представници, бидејќи не верувале во домашните. Не веруваат во оние институции во кои беа до вчера и од кои не можеме да се ослободиме, бидејќи се напикани како крлежи. Што сме ние? Косово, Босна, некој протекторат, па странци ќе ни го решаваат секој проблем дома, бидејќи ДУИ така сака? Како до сега веќе нема. Замислете, ДУИ и СДСМ се незадоволни од работата на обвинителите за истрагата во Кочани. Главната истрага ја водат обвинителите Гаврил Бубевски, за кој сите знаеме кој е, што е, и Ислам Абази, кој на врат му седеше братот на Али Ахмети. Значи ДУИ е незадоволна од своите кадри. На председателот на СДСМ Венко Филипче пак во овие тешки денови му текнува на избори. Уште 40 дена нема поминато, тој се секира кој ќе биде градоначалник на Кочани. Барал независен кандидат, ама поддржан и од ВМРО ДПМН и од СДСМ. Уште бара и лидерска средба, исто како за анкетните, многу корист видовме во минатото од лидерските средби. Ајде што тој формат лидерски средби не постои никаде. Туку што ќе решат ако намаса со Мицковски седнат Филипче, Али Ахмети, Зијадин Села, Мендук Тачип. Ке се сликаат и толку. Убаво им рече министерот за здравство Армен Таравари дека нема време за губење за лидерски средби кога се води борба за секој живот од настраданите од пожарот. Сега не е време за сликање, туку за работа. И тоа секој својата, а за дебата си има парламент. Ене ги, конечно почнаа со работа. Шарената револуција 2.0 се распадна побрзо и што очекувавме. Надградена и проширена. Им снема кеш. Тие без кеш не знаат да функционираат. Секнаа парите, а и тоа што остана треба да се подели со нивните инструктори од Србија. Ако за првиот собир за прегазувањето на Фросина и можеше да се зацкира дека тоа е класичен шарен протест, овој пат тоа не им помина. Од каде да почнеме? На плакатите за повик како локација пишале Народно собрание. Како прво, во Македонија нема Народно собрание, туку само собрание. Постои Народна скупштина, ама таа е во Србија. Како повикот да им го пишувала инструкторката Сташа од Лесковац, по овие само превеле на Google Translate. Одиме понатаму, како им текнува да ги рециклираат истите финти од шарената револуција кога се им поменуваше, бидејќи поголем дел од луѓето навистина веруваа дека тоа е граѓански, а не класичен партиски проект. Се сеќавате на оние слики кога носеа чевли и патики пред влада кои требаше да ги символизираат иселените млади? Сега пак бараат присутните да си донесат столчиња од дома, глумејќи дека тие се гласот од народот. Колку поддршка имаат се виде на протестот. Пред парламентот немаше повеќе од 50 присутни. Убаво напиша една од нив на Твитер: "Шака јада сме собрани." И навистина сте шака јада и искористен балон од страна на две партии кои како политички некрофили бараат несреќа за да профитираат. Дека ништо нема оригинално кај организацијата кој следен покажува и нивното барање да се објави целата документација поврзана со работењето на дискотеката.
Ова не би било ништо невообичаено ако се знае дека и ово барање е по српско сценарио. Исто барање има и нивните колеги од Србија по трагедијата во Нови Сад. Се разбира дека целта не им беше никаква настрешница, туку политички притисок. Истото го сакаат и овде и тоа нема да има крај. Со објавувањето на документите за пожарот во Кочани ќе се компрометира целата истрага и се разбира дека ова барање никој нема да им го исполни. И она најважното, објавување на документи во фаза на истрага е кривично дело. Приведените и осомничените со душа чекаат да излезат вакви документи во јавност. Ова беа 5 минути со Чавес. Кој е следен до следниот перформанс на независните демонстранти?